Добре дојдовте, почитувани. Започнуваме со денешната отворена попладневна програма на телевизија Нова, наречена Информација, точна и навремена. Имаме веќе прекрасни гости во студиото. Морам да признам дека удамна сакав тој да ни ја раскаже својата приказна, значи оттаму тргна се. Турна Садик е веднаш до мене, има голема трема, ама јас верувам дека заедно ќе ја надминеме сите, а тука сте и вие. А Тунан ќе биде тој што ќе ни покаже како тоа изгледа и преку вака, нели преку камера да ни продаде лице в лице, односно вам да ви продаде лице в лице и за вашите 100 денари, од вашите 100 денари 50 денари се за него. Неговата приказна е многу интересна, тој вели веројатно и целиот живот ќе продолжам да продавам лице в лице, се надевам додека трае оваа приказна со ова улично списание. Тунан се обиде да го одсонува својот сон, да ја реновира својата куќа за сега, а во план е да направи уште еден спрат, па потоа да се прават спратови, нели, за целото своје 7-члено семејство. Тунан Садик, добар ден, добре ни дојде. Имаме трема, ама ја надминуваме заедно, така? Се договоривме, да. Веднаш до Тунана Анабела Мередиева, продавачка на лице в лице од порака Неготино. Здраво, Анабелча. Здраво. Добре ни дојде. Фала што ме поканивте. Ете така, ќе не раскажи и таа својата приказна како изгледа секојдневно да се патува од Волково до аеродром, па до центарот на градот, како изгледа да си уличен продавач на списанието Лице в лице. И секако тука е Маја Раванска, уредничка на Лице в лице. Здраво, Маја, добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Да. Фала на поканата. Тунан Садик е и неговата приказна веројатно е провокативна и вие сте новинар па знаете, нели, секогаш провоцира нешто што значи убава приказна. Доста ни од слушање на, нели, се нешто неубаво што ни се случува во нашава земја, па затоа сакав да ја раскажеме, ама и вие тука да ни кажете како едно социјално, да речам, предпријатие на некој начин, нели, обстојува и се труди да го издаде својот двомесечник со идеја, нели, после 5 години да биде секој месец издавање на лице в лице и така натаму. Но пред сето тоа да го раскажеме, да почнеме од почетокот. Како тргна се? Како се најдовте вие, таа група на луѓе кои што посакавте да правите нешто ново? Се најдовме многу лесно. Соработувавме заедно со тимот кој ден денес е за списанието. Работевме заедничка работа, од кога ни се појави можноста да работиме, да издадеме улично списание. Тоа беше еден регионален проект во кој што бевме вклучени и ние како организација, инаку Асоциација за истражување, комуникација и развој Паблик од Скопје. Тоа е организација која што меѓу другото го издава и уличното списание Лице в лице. Пред веќе 6 години, тоа беше 2012 година, го спроведувавме регионален проект кој што дел од активностите имаше и печатање на улично списание и требаше да испечатиме еден број, толку имавме поддршка од таа програма. Го направивме тоа, влеговме со сите сили, со сите љубов, а попатно како што излегуваше секој број еден по еден, нели, се повеќе се влюбувавме во целата приказна и знаевме дека тоа е нешто што, нели, и сакаме и мораме да го правиме како еден наш долг кон општеството. Така е. Што се има денеска во Лице в лице, а што беше на почетокот приказната, да речам, некаде ваша? Многу ми е драго кога гледаме назад, целиот тим гледаме дека наназад приказната навистина се развива. Значи, ако на почетокот беше промена кај продавачите, им беше тешко да продаваат, не знаеа што е, беше тешко да се пристапи на луѓе кои што не го познаваа списанието, не го познаваа воопшто ни моделот на улично списание, не знаеа што е тоа. Одеднаш сега некои луѓе им нудат некакво списание. Многу беше тешко на почетокот тоа да го сватат, меѓутоа ние тоа не го земавме како некоја тешкотија, туку како еден предизвик кој што ќе работиме и ќе го решиме, нели, ќе го надминеме, ќе си поставиме нов уште поубав предизвик. И многу ми е драго што денеска еве веќе многу голем број од луѓето го знаат што е суштината на Лице в лице и знаат дека купувајќи списание не добиваат еден обичен производ, туку прават еден свој влог во целата приказна. Така е, да. Анабела, немаш ти трема, можеме со тебе додека, да, Тунан се, така, му помина тремата малца, да. Кажи ми како почна твојата приказна, како ти влезе во целиот проект? Мојата приказна почна уште од првиот почеток. На Лице в лице? На Лице в лице да продавам. Повелете Лице в лице, продавам. Така велиш кога си надвор, така, да. Добро. Повелете Лице в лице чини 100 денари. Добро. Има многу интересни работи по него. Има секакви темички, можете да видите, да прочитате. Има и нас. И
Тоа им го кажувате, така? на Да, луѓето? тоа им кажуваме. Да. И како? Со кого е Анабелче Со заедно? моите другарчиња, Добро. Пепе, Горданче и Кате. И Кате, да, добро. Која координира целата работа, Анабелче? Што е? Што значи тоа координатор? Што ви кажува тој координаторот? Координаторот ни кажува да кажуваме Што треба да кажете, како треба да излезете, да продавате, ние така? во плошад Македонија одиме, продаваме на сите и они ни купуваат и ни дават 100 денари, ние им го даваме списанието, повелете списанието. И се заблагодарувате, така? Што сте го Да продали. сте здрави живи, Господ здрави да ви даде, среќа во животот. Така е, да. И сега на Билча со тие парички се собираат тие парички кај координаторот. Да. И потоа сега И си купуваме се по нешто телефон. сега телефон сака да си купи Анабела, Да. така? До таму сме се приказнава, затоа што Да. си купувате, така? Да, Си да, купи да. Анабела мајчки, така? Джемпери мајчки. кога треба, се што е потребно, така? Да. Добро. Ке не раскажеш и како изгледа во Вулково и што се таму има, како се грижите вие таму едни за други? Тунан добро е. Да, можеме да зборуваме сега? Може. Да. Од тебе тргна целата приказна, да. Тоа сонот е доволно да кога ќе сакаш нешто и да ти се оствари на крајот? Да. Да. Што сакаша, Тунан? Куќата да ја направам. Добро. Колкава е таа куќа? Беше тоа? Каква куќа? Ова е новата. Не, старата. Старата ни беше позадена соба, направена соба и ова кујна. И кујна. И Да. што беше идејата, како? Како да се направи после? Се праша дедо нормално, дедо како Да, најстар да, член да, на да. семејството. Да. Добро, тој кажа како треба да се направи. Ја срушивте таа скро? Да, 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 Добро. да. И потоа? Отново ја направивме нова, се имаме на соба и голем салон и кујна. И кујна. Да, и таму све сте? ново натре, да. Се ново внатре. Да. И се тоа од продажба на лице в лице. Да. Ти и татко ти и твојот татко да. продавате, така? Да, двајца. Да. Значи се труди превише таа работа. Да. Да. Знам дека те барали компании за да работиш како продавач, ама ти не сакаш, така остануваш засега во лице в лице. Да, да, да. Е, што е толку волшебно во таа? Па превише ми се свиѓа работа. Аха, а колку тоа се работи? Каде излегува? Дебар мало. Дебер мало сум Од наутро превише до ностоп, навечер. да. И? Од 11 позависи. И потоа како тргнува се? Раскажи ни како што ми раскажуваше пред малку. Потргнувам од 11 до вечер, 10 и по 11, понекогаш па до 12 останувам. И не осеќам денот како ми иде, зашто превише со луѓето се знам. Си сеам, си муабетиме, некои истории се отварам и така ми иде времето. И со сите се знам во Дебармало и затоа таму ностоп сум. А како свати дека Дебар мало треба да биде местото каде што ќе продаваш? Па таму сите колеги сме, Аха. продаваме ностоп, таму повише сме. Таму и татко ти е? Да, да, да. Заедно Да, продавате. во Дебармало сме ностоп. Знаеш точно колку броеви си продал за 2017 за да бидеш најдобриот продавач? Да ти кажам, баш не памтам од кој број јас почнав. Аха, добро. А колку броеви, колку списанија си продал? Знаеш тоа во бројка? Колку? Колку вакви си продал? Док да ги завршиме, Да, додека ги завршите. па превише стигнав со татко ми до 900, 1100, зависи, да. По 1100 само вие продавате. Да. Ма ја само да кажеме 5000 се во бројката. За тиражот, Да. Тунан е најуспешниот продавач. Тоа не го мериме нели само по број на продадени списанија, тука се едни други иницијативи кои што тој самиот ги покренува. Значи најпоследното беше дека му беше неопходно кога зборувал во Дебармало со пријателите, го прашувале дали знаеш ти да прочиташ што има во списанието и тој се срамел кога требало да им каже дека не знае, нели. Не биле еднакви можностите за и тој да биде вклучен во еден образовен процес. Не било едноставно така поставени работите во неговото семејство. И тој изрази желба да му најдеме ние професор кој што би работел со него на првенствено нели на уписменување. И многу е редовен на часовите и самиот ќе си каже колку му значи тоа за и самодоверба поголема. Од кога почна тоа сега можеш да ми кажеш? Па, Неколку месеци само или како? не, неколку дена почнав. Неколку денови Да. само, да. И до која буква ста? Како беше буквата на љубовта? Л. Да, мислам, до Л. таа буква стигнавме, да. Да. Добро, сакаше до сега ти да учиш? Да. Ама Ми немаше треба. можност. Да, ама за сега превише ми треба да учам. И благодарение на нив ми најделе. Да. И сега ќе учам ностоп. Ќе Ностоп. одам, да. Да. Што мора. Мора да се научи. Да. Зашто
тешко е кога продаваш Да. нешто, а не знаеш самиот да прочиташ Да. што има внатре, така? Да, ми И треба. како се станува најдобар? Ајде кажи ми, тоа го носиш во себе веројатно, тоа да умееш да го продадеш списанието, што правиш кога ќе излезеш? Еве јас, мене треба да ми продадеш. И ги повикувам сите. Како е 50 54 303 и 50 54 304, ќе имаме не секојдневна можност да ни ги покажа своите продавачки Како ги прашувал ги вештини. тоа? Да, ако ни се јави некој ќе им продадеме. Ајде стига продавај. Што би им рекол? Па здраво, ви се извинувам дали ќе сакате новото списание лице в лице да купите, ако сте се интересирани за новото број. Некој ќе каже не сум. фала, ти благодарам, сега не сум во можност, ама обавезно ќе ти земам друг пат. Некој кажа не фала, некој зима се, така се е работало. Така е работата. Да. Да. Ама не им се утиме на тие што сега не Да, земаме. да. Така ќе земат следниот пат. Да. И како поминуваш некоја тура има кај што се поминува? Па од Дебер мало сум ностоп до кино Карпуш, во кино Карпуш ностоп седам таму. Со сите таму па превише се знам. И многу са добри. И затоа многу таму седам по пола сат, еден сат, док да А се после мени пак, го да, добро. после фаќам стреша, го свртам исто круг. Од Дебер мало. Да, добро. Значи ностоп сум таму. Супер. Анабела, ти само во центар сега продаваш? Во центар некогаш и во аеродром. Бисер. И во Бисер, аеродром, да. И како, што ти велат тебе луѓето? Купуваат? Купуваат. Кој сака купуваат и им велам повелете, добар ден повелете. Им продаваме улично списане лице в лице. Добро. И има секакви темички. Да. Можете да прочитате, да видите. Нима нас И они купуваат. и они го купуваат. 100 за нас, 50 за нас, 50 за продавачот. 50 за... Така е, да, супер. И сега кажи ми, каде сте сместени во Волково и колку е убаво тамо? И со кого си ти во соба? Во соба сум со Кате и со Горде. Кати и Горде, ти се другарки, ги Да. поздравуваме сега, така? Да. Добро, не гледаат? Или не гледаат, продаваат некаде? Не, немаме. Немаме веќе. А да, заборавив дека вие све сте продале, така? Да, све Кога се продавме. продава, добро све се продава и после чекаме двомесечникот пак да излезе Да, сега после да, 1 да. мај. Чекаме. Така? Да. И сега во Волково каде сте во таа собичка и колку мина сте тамо и што и се имате насадено во дворчето едно убаво? Во дворчето имаме насадено цвеќиња, па овоши, имаме Добро. Што земјоделие, имаме кокошки, имаме Кози фарма, имате. јајца имаме, Аха. козички, млеко, сирење, све имаме. Ама имате и краставици, Краставички, патлиџани, пиперки, патлиџани, домати, така. боранија садиме. А и боранија? Да. Значи се си учите тоа, како се сади, Да. како се прави и се си Да, знаете, да. вие сами се грижите за тој дел се. Да, со Браво. асистентите, да. Со сами. асистентите тамо Со што ви помош, помагаат, координаторите. Да, со координаторите и Да. така. Да. Овде е многу убаво од претходното место, нема ни да го споменуваме кој е, Не, така? не, Демир Капија, не. Не, никако не спомнуваме тоа, да. Важно за порака негутина Аха. тоа што е нели едно од социјалните предпријатија, односно имаат економски активности кои што нели ги прават да се социјално предпријатие, затоа што самите корисници се вклучени во тие процеси, активности. значи тие самите да исадат и имаат и производство на млеко и на јајца. Во Неготино што е дел од тие работат и со пакување на пластичен отпад, односно собирање на пластичен отпад па продавање. Така што тоа се едни мали социјални предпријатија Така. внатре во организациите кои што ја подобруваат нивната одржливост, односно Сега да сериозно споменаме кои се спаѓаат, да речеме во тој дел на мрежа на лице в лице. Како се дојде до овие луѓе, колку мина продавачи, има отприлика велите 40-на, така низ цела Во Македонија. моментов се 40, но Да. инаку низ програмата на лице в лице поминале околу над 100 продавачи. Од почетокот беа тука две организации Црвен крст и Дневниот центар за деца на улица. Само таму имавме продавачи, меѓутоа таа мрежа, како што растеше списанието, растеше и мрежата на дистрибутери ги викаме ние, затоа што тоа се тие координатори кои што ги спомена Така е. Бела, кои што директно со нив комуницираат и директно се одговорни за нив. Имаме во 6 градови продажба во Македонија, тоа се Битола, Куманово, Струга, Неготино и Скопје. И секоја организација си е одговорна за својот дел. Кај нас ние се координираме во поглед на продукцијата на списанието и нели секоја од мрежата секоја организација да добија потребен број примероци. Супер. И сега во моментот се ни е распродадено од последниот број, следната недела излегува новиот, па
ќе се гледаме и почесто. Така. Или гледате и почесто и нив на улиците. Да, да. Многу приказни сте слушнале, Маја, како дел од оваа приказна на лице в лица. Јас ја насловив оваа тема лесно ли или тешко да се погледнеме лице в лица. Приказната на Тунан никаде зборува за тоа дека ние, јас и вие, на 17 години, веројатно не сме ни сонувале дека треба да помислиме како јас или да помогнам заедно со своето семејство или да го реновираме домот, а не пак да правиме нешто, така да бидеме одговорни луѓе или да станеме самосвесни дека треба да допринесеме за своето семејство. Да. Иако ние како лица в лица, како цел тим и како паблик воопшто, застапуваме и заговараме за таа идеја дека образованието е неопходно, многу важно. Во некој случај гледаме тоа да го вклучиме според потребите, како што нели секој има различни потреби и не можеш како еден систем да функционира за сите исто. Така Тунан затоа и беше вклучен сега во најновата, он вика неколку денови, тоа се неколку недели, неколку недели. 2 до 3 пати неделно се гледаат со професорката. Битна приказната со Тунан беше многу интересна затоа што тој некако се издвојуваше од сите поради неговата упорност. И прашавте дали е лесно да се погледнеме во очи. Да. Многу е лесно, најлесно е. Тоа е човечки контакт, тоа е една нели вродена на сите нас особина, да кажем, човечка. Да. Меѓутоа што ќе видиме и колку можеме да се видиме во тие очите на другиот, тоа е нели едно поинакво прашање кое што можеби треба да се запрашаме сите. Така е, да. Инаку тоа е многу лесно да се погледнеме, меѓутоа што ќе видиме и што ќе најдеме од нас таму, така е. Како или на кој начин функционираат другите улични списанија? Каде се во светот постојат вакви улични списанија? Во светот сите улични списанија функционираат генерално на исти принципи. Тоа е уличен печат, тоа е списание, медиум практично кој што се продава исклучиво на улица. Значи го нема некаде во трафика да се купи, туку го продаваат продавачи кои што се од ранливи групи и кои што задржуваат половина од продажната цена директно за себе. Тоа е една таква мрежа која што ние сме дел од една глобална мрежа и често велиме дека тоа е едно глобално движење против сиромаштијата, против социјалната исклученост, против бездомништвото во крајна линија во светот, затоа што во секоја земја си има различни социјални проблеми кои што ги таргетира уличното списание. Каде најдобро функционира? Има ли некоја земја која што е некаков таков? Да, најразвиен модел имаат во САД и во Велика Британија. И функционираат и таму како социјални предпријатија. Во Велика Британија целиот екосистем за социјално предприемништво е најразвиен и меѓу најразвиените и поинакво се функционирањето таму, меѓутоа и тоа се списанија кои што постојат веќе 20 години, кои што имале некаков или соодветен развој, затоа се и на ова ниво кое што се сега. Така е, да. Кога сме кај развивањето на списанието, нели позборувавме овде со тоа пред да почнеме разговор дека одлично одеше да речеме и нешто што беше дополнение на лице в лице, а тоа се честитките во очи на, да речеме, нова година. Така, од прилика колку продадовте? Од 2000. 2000 или 2100 толку. 2100. Да. Ама тоа беа многу убави честитки. Да. И тешко беше да се продаваат тие пак? Или не? Ги бара. Ми рече пред ноца ги барале луѓето. Да, зашто пред нова година 5-6 дена ги завршивме, а ни барали и тоаш требаше на луѓето честитките, ние немавме. Зашто многу брзо ги дадовме. Добро. И сега што е сонот, ја спомнав и втор спрат е сонот? Па да. Да? Ама тамо сам ке си уредуваш или повторно дедо ќе уредува? Дедо ми. Да. Повторно дедо? Да. Он ќе каже каде што? Постар, го почитуваме. Да. Он ќе каже што како треба да изгледа. Да. Помагна нешто Тунан во однос на реновирањето на куќата? Односно, освен финансии што даде? Да. Што? Што помагаше? Све што требаше, помагав, колку што можеше. Добро, значи има тамо нова кујна, има колку што видов фотографии, така? Што има друго ново? Па све е ново натре. Се е ново внатре? Се, да. Од корен е сменето, се ви е сега убаво? Да. Да, добро. И сега имаш време да се видиш потоа со твоите дома, сестри, браќа? Да. Имаш? Да. Пред спиење, пред да легнат тие, навечер? Или пред да излезаш са бајле, наутро? Да. Да? Може да се гледам така са бале пред да тргнам на работа. Да. И сега после описменувањето што ќе правиме? Тогаш ќе им кажеш, сега во списанието може да прочитате.
Така, на Да. туна приказната. И тоа е така, нели? И нема Да. да ти треба после тоа помош и вака да си со трема целиот, дека не знаеш што треба да кажеш. Така, туку ќе дојдеш и ќе не раскажеш од почеток до крај цела приказна. Уште еднаш, нели? Да. Да. Добро, друго што ќе ни кажеш сега? Ќе продаваме лице в лица? Да Да. дојдеме некогаш вака на терен да видиме како туна на најдобар продавач? Може. Да. Да. Тамо не се срамиш. Не. Не? Има поддршка голема во го спомна Дебар Мало, тоа е едно од милените места во Скопје каде што се продава списанието и не случајно го спомнуваме и сакаме Да. да им дадеме огромна благодарност на сите тие луѓе кои што се таму, кои што уште на почетокот ја разбраа мисијата на лице в лице и си го разбраа својот удар. И она што сакам да го кажеме, нели, како рековме, ова не е хуманитарно списание, да се договориме, да. Вие сите и ние веројатно се надавам овде преку ова интервју, нели, правиме некаква хумана мисија, ние како помош и поддршка секако, но ваша идејата и начинот на создавање и правење на сета оваа приказна. Да, најважното е што тие се вклучени во работен ангажман. Да. Тука нема ништо хумано. Значи не донира, никој што купува списание не донира, туку се вклучува во еден инаков процес. Така е. Директно од 50 динари одат директно за продавачот, од останатиот дел 10 динари одат во организациите кои што се нели Нивните дистрибутери, организации, да, кои што така. тие доаѓаат директно, а останатиот дел го враќаме назад во печатање нов број, во креирање на таа едукативна програма која Да. што поминуваат сите продавачи. Така е. Едноставен модел. Да. А на Билче ти знаеш да читаш и знаеш што има се во списанието, така? Да. И пред да го продаваш, додиш да го продаваш, ќе проучиташ се што има внатре. Да. Да. Што било најинтересно еве сега до сега што си прочитала внатре? Некоја нешто? Тоа за вас што е напишаното? Да, и за мене, за моите родители што сакам да ги најдам, А, ти сакаш твоите родители да ги пронајдеш, да ги пронајдам сакам. Да, тоа е сонот. Тоа ми е сонот, мене е желбата. Ама и да се вработиш. И да ги видам и да се вработам као масажерка Добро. и А може и да пееш додека масираш, така? Да. Ама после масажата, да не Да, така нели, пошто кога масираш обично не се пее, така Не, вообичаено, не. па после. Ама масираш и тамо, така, а на некој во Волково не му е добро, го масирам и го отпуштам. го отпушташ. Го отпуштам, да. Значи имаш волшебни раце. Да, волшебни раце. Рачиња волшебни, да. 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 И супер е тоа. Да. Кажи ми сега, кој најмногу помага или на кого најмногу му иде тамо со тие садењата на пиперки, домати и се тамо што садите боранија? Кој е најдобар тамо? Кој е најспретен? Повторно ти или некој друг? Сите таму што сме. Сите што сте тамо сте добро. Да, На некој добри. подобро му иде садењето, како се сади? Што се прави? Коренчиња се взимаат и Првен дупка се прави, па Добро. се става семе, Добро. па се покрива. супер. Па после се вади. Се вади со водичка Со и така се водичка. прелива, да. Добро. И после кога ќе никне тоа, што се прави друго? Се гледа, се огледуваат, Добро. Се праши се праши со така. ѓубриво, со све. Значи се си знаете. Да. А кој најдобра салата прави тогаш? Ја. За нив е најспецифично тоа што се најсолидарна група. Значи Аха. тие одат секогаш во група да продаваат да. и заработените пари си ги делат. Никогаш не е јас сум продал 50 и си продал 10. така, значи. Туку ги ставаат на купче и си ги делат подеднакво. Да. И тоа ни беше една многу убава практика и специфична за порака на така. готино, која што нели ние сакаме и да ја потекнуваме по можности, ако сака некој така да функционира, има можности за тоа. Така е, да. Ово делот околу, например, Тунан го донесе, како се викаше твојот братуче? Ерџан. Ерџан, да. Да. Ерџан сега продава или не продава? Продава, да. Ама многу помалку време од тебе. Или не? Колку време во денот продава Ерџан? Па нон-стоп и он е по некој нон-стоп? пат. Аха, добро. Ама сега дека има семејство и фамилија, па Па сега, зависи, некој ден нема да искача, некој ден ќе искача. а ти си секојдневно, од понеделник до недела, секој ден. Да, понеделник така ретко да седам дома. Супер. Мометот ми беше дека секој од некаде слушнал како одеше тој принцип на, да речеме, луѓе кои што нели генерално би требало да завршат на улица, доколку не е ова улично списание кое им возможува на вистинска работа.
Најчесто се регрутираат преку организациите од кај што доаѓаат, нели координаторите се одлучуваат кој може, прашуваат кој би сакал да се вклучи во ваков работен ангажман. Меѓутоа еден од најголемите регрутери на продавачи е токму Ерџан, кој што долги години беше еден од најдобрите продавачи, беше и најдобар продавач на списанието на почетокот, тоа со нас од самите почетоци. Тој си имаше нели подеми и падови во приватниот живот, и во приватниот да, живот, така, тоа му се рефлектираше и на работата, некогаш е одличен и во поглед на расположение и во поглед на продажба, некогаш клапнува, меѓутоа тука сме ние и секако и колегите негови да му дадат подршка ако му е потребна. Така е, така е. Имаме уште еден добар пример, така дечкото е сега во Германија. Тој Да. беше како вели ту нам, многу паметен. Да, Судахан. Судахан. Да. Да. И сега Судахан таму маја прашал дали има улично списание, дали може да го продава, ама не стигнале, не направиле муавет. Ти знаеш Ма дека да. не продава улично списание, така? Помислам дека да. Дека не, аха, добро. И сега, што после описменувањето или што е целта ваша? Колку од тие луѓе кои што продавале прво, да речеме, лице в лица, потоа и се вработиле? Има во некој случај секогаш е различна приказна, нели секој човек Да. нова приказна, меѓутоа има продавачи кои што лице в лице за нив било отскочна даска за понатамошно ново вклучување на пазарот Да. на труд. И тоа е една од идеите на нели социјално предпријатие Така за е. работна интеграција. Токму тоа да ги подготви за пазарот на труд, затоа што да. не секоја работа е работа во која што може директно да се вклучат лица од ранливи категории. Да. Некои го гледаат баш како така, Ивана Билче сака да стане масажирка и ова вклучувањето со лице в лице за неа е многу важно затоа што таа секојдневно комуницира со луѓе, веќе знае како да се обрати, веќе знае како да продаде производ. И тоа не го прави нели затоа што мора, туку затоа што сака да го прави, тоа е затоа што тоа е убаво за неа. Туна исто така нас не изненадува затоа што тој вели дека ја не сакам друга работа, јас сакам Па ова да, да го тоа го правам. прашав и претходно, да, што би работел? Сите продавачи си имаат различни приказни, се гледаат некаде, си ги менуваат тие желби, зашто поголемиот дел од нив се и млади луѓе, нели на 17, 18, 20 години, кои што секако имаат различни погледи на како би сакале да им изгледа животот. Така. До сега имаме двајца или тројца продавачи кои што веќе се вклучени во поинаков значи вработени Ангажман, се во работен, компании, да. Вработени се во компании, веќе си го решили стамбеното прашањето односно на домувањето и тоа е еден огромен успех за нив, меѓутоа и за нас како нешто што го поттикнало тоа. Ама ја лесен или тежок процесот да се научат, како да речам, или да им се дадат првите насоки за тоа како треба да се биде добар или што треба да како човек да му го продадеш списанието едноставно? Не би можела да кажам дали е лесно или тешко, би кажала дека е предизвик. Секако е предизвик за сите нас што работиме нешто, секој нов момент кој што ни се појавува, непознат момент, ни е предизвик да го решиме, да го надминеме. Така. Така и за нив. На почетокот реков беше многу тешко, понатаму беше се полесно и полесно. Да. Некој се пронаоѓа во ова, не секој може да излезе на улица и да продава списание, да контактира со непознати луѓе. Тие што не сакаат тоа да го прават, се откажуваат на почетокот и нема што тука да се прави, меѓутоа може би изразуваат желба за некакво вклучување во поинаква програма. И така некој дел од продавачите кои што не излегуваат често на продажба се со нас во поглед на тие едукативни програми, значи тие постојат и за нив. Да. Супер. Ми споменавте пред овој разговор дека да речеме Минхен имаат одлична приказна за тоа како функционира нештото. Дали можеме и вака јавно да повикаме? Дали вие како предпријатие сте се обиделе на тој начин, да речеме да има градот Скопје слух за нешто вакво, да речеме да бидеме некаков пандан или не, барем да се обидеме да видиме дали можеме тоа да го. Лице в лице постои 6 години, имаме поддршка од градот Скопје, издвојуваат од градскиот буџет одредена сума. Но во Минхен тоа го покрива. Меѓутоа во Минхен, во Минхен е посебно социјално предпријатие како нели правен субјект и таму градската управа го покрива и продукцијата и сите пропратни програми на списанието. А тие вработуваат, тоа се единствено списание во Европа кој што вработува продавачи. Не е работен ангажман, туку е нели работа со полно работно време. И таму компании се јавуваат како ги викаат они кумови. Тоа значи дека тие ги плаќаат трошоците кои што се потребни за здравствено и за социјално осигурување, а делот со платата си го практично го прават имаат правила таму и одредени нивоа кои што треба да ги достигнат продавачите во поглед на продажба за да имаат нивоа во платата. Супер.
Анабила, знам дека сака да се смее и Тунан веројатно треба да се смее кога треба да се продава нешто, така, нели? Да. Тоа сегогаш треба со насмевка. Со насмевка се тргнува, така? Да. Да. Повелете лице в лица, Да. со насмевка. Да. И успева. Да. Да. Некој сака да ја слушне твојата приказна? Сакал да ја слушне приказната? Некој зошто, како, што е ова списание или надвор од списанието, што прави Тунан? Не. Само се продава и толку? Да. Ама кога седнуваш таму во кафичи, веројатно се раскажува и приказната, така? Да. Реновирав дома, направи вака, ќе правам Да. ова, ќе правам тоа сега. И за тоа да имав интервју што направив куќи, доста луѓе се чудиле, викат како може списањето да направиш куќа. И како може? Па, се труди превише ностоп да работам со татко ми, го направив тоа. Тоа ми беше Кај планот, кого се собира паричките? Кај тебе или кај тато? кај дедо. Се, дедо одговорен дома, да. Добро. И ако не е тајна, колку пари се собра и колку ви требаше за реновирање? Ти кажам, не знам баш колку Не се знаеш обрав, ама све тачно ни постигна. Ви стигна се? Да. Да не позајмите од никого, се Да. сами да си платите. Да. Супер. И сега ти кога ќе раскажеш вака, знаеш ли колкава е, колку е тоа убаво вака на никој да му кажеш сега, дека кога сакаш нешто и кога ќе замислиш нешто, можеш да успееш. Абе да, човек ако се труди, кога сака нешто да направи, ќе може. Со Дека ова е многу подобро отколку да просиш, отколку да бараш пари од дома, така? да, пово да работиш него да просиш. Секако. Страмота е тоа, Не е убаво. има работа. Има работа. Кој што сака да работи, ќе најде работа. Секако. Да. Да. Анабела, каде сега од тука? Го чекаме 1 мај или 2 мај? Кога маја ќе биде списаниево ново? Следната недела. Следната немаме точен недела. датум Значи во сега. текот на следната недела се гледаме пред во ГТЦ или на плоштад. На площад. И во колку часот доаѓа Анабела таму да продава? Од 9:30 тука 9:30, Да. добро. И со другарките? Со другарките почнуваме да продаваме. Аха. И како луѓето, како реагираат, купуваат? И ние вие велиме повелете, Да, добро, добар ден, тоа го- повелете, повелете. Така. И И купуваат. да. Да, супер. Има луѓе кои што ви викаат не сакам, има и такви, Има и секако. такви и такви. Ама супер. Да. И сега добро не знае Анабела да ни каже Анабилча, можеби Маја знаат, не знаеме колку пари и требаат уште на Анабела за тој мобилниот, пусти телефон, што сакаме да го купиме. На секој ден менува. Менува желби. Да. Добро. Мислам секој ден. Често си менува, Често? нели како што ќе си купи едно нешто, Аха. понатаму сака и друго, така нели ланчето го купила, не знам. Да, се купува се нешто. Се купува, да, и тоа е важно за тоа што знае зошто си ги чува парите. Така е, да. И си го остварува тоа, па потоа оди кон некоја друга цел, поинаква цел. Да. А кога сме кај целите, ние би сакале и ние овде и вие како тим кој што создава да биде тоа месечник, така? До каде сме со влегува таа? потребата. Да. Значи тебе се распродава тиражот бргу, а потоа станува еден меѓупростор каде што во кој што Немаме више продавачите списание. немаат што да 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 работат. работат практично. Да. Тука останува опцијата да биде секој месец, нели, списанието, зашто се потребни сериозни ресурси и во поглед на луѓе Да. и во поглед на финансии и секакви поинакви, меѓутоа се појавува и друга една опција која што веќе подолг период ја развиваме, меѓутоа кога ќе дојде времето за тоа ќе споделиме, за комплементарен производ на лице во лице, кој што би можел да ги покрива тие работи, да биде еден дополнителен извор и на финансирање за целата програма, меѓутоа да биде и една поинаква приказна која што би била пак во поглед на поддршка на мисијата на лице во лице. Така е, да. Добро, и сега во очекување дека ќе ни се случи... Сакам само уште нешто да прашам, општествено одговорни, има ли такви предпријатија во Република Македонија? Секако дека има, Да. има. Многу од тие предпријатија ја препознаа улогата на лице во лице во развојот практично Да. на целото општество, така го викаме ние тој процес и многу од предпријатијата и се рекламираат кај нас, некои од нив се рекламираат, некои од нив ги имаме заеднички направено некои изданија во кои што покренуваме важни теми како образование, како екологија, како вклучување на пазар на труд и така натаму. Така е, да. Ту на следниот пат кога ќе дојдеш во студиова, ќе ни прочиташ еден убав расказ од тама, некој е напишано Баш. делче, така, тоа сме договорени и ќе не раскажеш пак повторно со многу побогат речник својата приказна. Може Баш. така? Да, договорено. Анабела, кога ќе дојдеш, ќе бидеш со мобилниот телефон и ќе ни кажеш што опции све има, така? Тоа сме договорени? Договорени. Да, ви посакувам на вистина успешна продажба, никој не ни се јави.
Немавме среќа, ама вие пуша среќа имате кога е таму на улица, така? Таму и се продава најдобро списанието. Лице в лице. Да, лице в лице. Да.